Повеќе разводи, помалку склучени бракови. Прекинувањето на брачната заедница во регионов е во постојан пораст. Како најчести причини се наведуваат непомирливите разлики помеѓу брачните партнери, а во голема мера и семејното насилство. Психологот Хатидже Ислами од Центарот за социјална работа Тетово вели дека според истражувањата ова е век на разводи, што е последица на слабењето на основните човекови вредности. Првиот чекор кој Центарот за социјална работа го презема по одлуката за развод на бракот е спроведувањето на мировна постапка. Мировната постапка се реализира во Центар за социјална работа, бидејќи разводот представува прекинување на брачниот однос, нормално кој однос бил долг, длабок, интензивен и интимен. Што е улогата на Центарот? Стручните профили при спроведување на мировната постапка укажуваат на брачните партнери уште еднаш да ги испитуваат нивните причини или нивната улога, нивната одлука нормално за развод. Дали тие се сложуваат со нивните одлуки и причини за развод и од друга страна од нас, од стручни лица, тие се информираат и за последиците на нивната одлука. Ако гледаме дека кај партнерите постои едно зелено светло, ние работиме кон спроведување на мировната постапка, која постапка нормално на крај носи и позитивно решение. Ако партнерите немаат потенцијал да ја продолжуваат брачната заедница, нормално дека ние како Центар за социјална работа спремаме предлог, мислење за доверувањето на децата на еден од родителите. Во Центарот до нова година ќе се отвори советувалиште за брак и семејство, каде што брачните партнери ќе се советуваат како да ги решаваат семејните конфликти и ќе се информираат за последиците кои ги носи разводот, од кои најмногу погодени се малолетните деца. Е нормално дека секој развод представува стрес и за самите родители и за самите малолетни деца. Децата имаат право да живеат со двајцата родители. Среќата и благосостојбата на малолетните деца зависи колку нивните родители од како ќе се разведуваат, ќе ги почитуваат, ќе ги сакаат и ќе ги задоволуваат неосновните потреби на малолетните деца. Никогаш разведените родители да не ги употребуваат нивните малолетни деца како инструменти за добивање на информации за нивните бивши брачни партнери. Бидејќи децата многу се чувствителни кога самите родители упатуваат од нивната уста критики до другиот родител. Упатувањето на критики значи влие врз психолошката состојба на малолетните деца, така да тие го губаат самодовербата, интересот, стануваат понапнати, па дури и нервозни. Верица Тимосиевска како адвокат повеќе од 10 години работи на семејни спорови. Од правен аспект, бракоразводната парница е постапка која трае околу 8 месеци, а чини во просек од 18 до 20.000 денари. Од нејзиното досегашно искуство, со решавање на вакви случаи се среќава од 15 до 20 пати годишно. Јас како адвокат на годишно ниво работам 15 до 20 случаи на бракоразводи, но на оваа бројка треба да се надоврзе податокот дека во Тетово работат повеќе од 40 адвокати и сите веројатно во текот на годината имаат по колку и како случаи на бракоразводи, како и фактот дека во нашето позитивно законодавство, во Законот за парнична постапка, самата странка може да поведе постапка за развод. Доколку во бракот има малолетни деца, достава на писмо до Центарот за социјална работа, од кој се бара да достави писмено стручно мислење од стручен тим кој се состава во Центарот за социјална работа со претходна одржана мировна постапка. Значи, Центарот за социјална работа во случај на развод на брак каде што има и малолетни деца, се вклучува на овој начин по претходно известување од судот дека е поведена постапка со тужба за развод на брак. Ги повикува странките, разговара со нив во обид да постигне помирување и разговор по однос на тоа кои какви услови има за одгледување, развој и воспитување на децата.
Тимосиевска е дел и од Центарот за правна помош во форумот на жени, каде што голем број на жени жртви на семејно насилство покренуваат постапка за развод. Од јавените странки жртви на семејно насилство, најголемиот дел повели постапка за развод на брак. И можам слободно да потврдам дека семејното насилство, било да е физичко или психичко, представува директен повод за поведување на бракоразводна постапка. За жал, морам да констатирам дека најчесто, како што реков, жени се жртви на семејно насилство и дека од разни причини можеби и го трпат семејното насилство, но доаѓаат моменти кога се охрабруваат, доаѓаат во нашата канцеларија, во Центарот за правна помош и поведуваме бракоразводна постапка. Како што бележи Државниот завод за статистика, во земјава е зголемен бројот на разводи. Минатата година во споредба со 2012-тата, бројот на разводи е зголемен за 6,2% и изнесува 2045 разведени брака.